Во пресред на 8 март, меѓународниот ден на жената, ден кој што е символ на борбата на жената за економска, социјална и политичка рамноправност, разговараме со Сара Миленковска, која што е истражувачка за родови прашања на тема каде сме ние како општество во период кога многу трагедии, немили настани се случуваат токму на жената и сите овие прашања ќе ги поразговараме во продолжение токму со Сара. Сара, ти благодарам што зборуваш за Телевизија 24, како што спомна во пресред на 8 март, денот на жената, кој е многу повеќе од само подароци и цвеќиња. Точно така, и она што морам да го направам е да најавам и да ги повикам сите кои што пред себе се соочени со тоа што секојдневно го гледаме од родово базирано насилство, од политичко насилство, од култура на замолчнување, да се приклучат на 8 март со почеток во 12 часот во Жена борец, каде што ќе имаме излагање како активистки, како жени и девојки кои што и тоа како имаат што да кажат, и потоа да ни се придружат на рутата која што завршува на местото каде што имаше биста од Вера Јоцик, која што неодамна е украдена, и главната порака ние да знаеме и да знаат и останатите дека нема да не снема. Затоа и толку символично го завршуваме маршот на тоа каде што украдена бистата, бидејќи се повеќе гледаме жените како исчезнуваат, како се убивани, како нема начин на кој што можат да се потпрат, ниту пак да се превенира насилството кое што секојдневно ни се случува, им се случува. Затоа 8 март не е само уште еден символичен ден, каде што ќе го прославиме со ружи и кафани, туку напротив е ден каде што одново и одново ќе се потсетиме на суровата реалност која што сите жени во Македонија ја живеат. Да, Сара, меѓу другото ти долги години си истражувачка за родова еднаквост и исто така активно работиш на унапредување на правата на жените, бидејќи си соосновачка на мрежата Стела и дел од коалицијата Маргини. Па кога зборуваме за родова еднаквост во Македонија, каде сме денес? Напредуваме или стагнираме? Многу често го користиме податокот дека за Македонија ќе бидат потребни 57 години да достигне до родова еднаквост, меѓутоа мислам дека веќе луѓето не се заинтересирани за статистики, бидејќи ја гледаат реалноста и сериозноста на нашите проблеми. За жал, не мислам дека сме до никаде. Гледаме дека има големо уназадување, бидејќи во моментов се случува бришање на родова еднаквост од законите, од кривичниот законник, од законите за образование и со поддршка на институциите, со поддршка на владата, особено бидејќи она што сме се избориле и жените пред мене за кое што си имаат изборено, е тоа да постојат некакви механизми на заштита. Сега повеќе и тие ги немаме и тие ги губиме. Така да, за жал, освен што може да се соочиме дека во моментов реалноста не само што е трагична, обесхрабрувачка и насилна, може да видиме дека политичката моќ всушност е на страна на насилниците и на страна на силаџиите. Наместо да се превенира, наместо да бидат спречени фемицидите, убиствата и родово базираното насилство, ние имаме институции кои што ги штитат насилниците, институции кои што и тоа како придонесуваат да секојдневните граѓани кои што едноставно не се дел од можеби никакви институции, форми политички и така натаму, дури тие учествуваат како соучесници бидејќи ја вртат главата кога ќе гледаат насилство на улиците, во домовите, кога комшиите замижуваат. А за жал тоа што можеме да го видиме и дури кога комшиите реагираат, дури кога луѓе се охрабруваат да дадат некаква поддршка, имаме систем кој што не одговара. И многу често мора да се повтори дека системот се луѓето. Можеби ние не сме дел од тој систем бидејќи немаме моќ, ама и тоа како имаме моќ да повикаме на промена и заеднички се бориме за подобро утре. Апсолутно. И еве сега во контекст на тоа, кои се најчистите форми со кои што жените се соочуваат кога станува збор дискриминацијата? Во однос на дискриминација, во општество каде што родовите стереотипи, очекувањата од жените, традиционалните патриархални идеи за тоа како треба жените и девојките да изгледаат, да се однесуваат и се останато, дискриминацијата пред се доаѓа во секојдневието, а потоа во самите образовни процеси, во институциите, на работните места. Ние имаме жени кои што ја губат нивната работа бидејќи стануваат бремени и одлучуваат да бидат мајки.
Имаме жени кои што не можат да остварат породилна поддршка, односно отсуство, бидејќи се земјоделки и немаат закон кој што соодветно ги заштитува или делумно ги заштитува. Имаме жени кои што се заглавени во шелтер центри кои што се помалку и помалку финансирани од самите социјални служби, значи не се не инвестира во шелтер центри кои што треба да ги штитат жртвите од насилство. Тие остануваат заглавени без никаква финансиска поддршка и независност, додека насилниците остануваат во домот и продолжуваат да си го живеат животот и како што гледаме продолжуваат да живеат без никакви последици од тоа што се насилни. Тоа само покажува дека дискриминацијата е норма на живење. А знаеме, и тоа и истражување, искуството го покажува дека кога имаме земја во која што е нормално да се дискриминира, во која што институциите дозволуваат дискриминација, тогаш кога ќе се случува насилство, не смееме да сме изненадени, бидејќи тоа е последица на тоа дека ние како општество имаме одлучено дека дискриминацијата е начин на функционирање. Сара, колку економската зависност се уште е фактор кој што ги држи жените во неравноправна позиција? Секоја насилство е економско насилство. Значи, ние се соочуваме со тоа, особено жени кои што се жртви на родово базирано насилство, да живеат во контрола од нивните партнери, кои што најчесто знаат да бидат преку финансиски начини, дали преку изнудување, дали преку земање брзи кредити во нивно име, дали преку контрола на нивната плата, но исто така едно прашање кое што не да Боже да го отвориме, што правиме со распределбата на имот. Само 12% од жените во Македонија поседуваат имот, ни тоа не е до крај расчистено и тие статистики треба поубаво и подетално да се разберат. Ние гледаме дека жени се исклучувани од имотно, од наследните процеси и каде што не ни смеат да побараат некаква финансиска поддршка, а исто така и гледаме како кога работиме на охрабрување на жените да ја напуштат насилната врска, состојба и дом, никој не зборува за што тоа значи. На секој 10 мажи само 7 жени се вработени. На тоа колку жените вработуваат, постои голем родов јас и во самите плати. Значи, ние зборуваме тука дека жените кај што се соочуваат со дискриминација на работните места и несигурност на самите работни места, имаме друг аспект дека и тие воопшто не се платени за својата работа. Гледате го третманот на текстилните работнички, на жените кои што секојдневно се наоѓаат во борбата за опстанок и видете кој всушност е приоритетот и на нашите институции, но и на нашето општество кое што ни кажува дека не само што не има гајле за насилството кое што жените го живеат, туку и економски и социјално ги острахира дополнително жените. Какви се вашите искуства, например, кога доаѓаат жени да се обратат? Ете, спомнавме различни категории од насилство, дискриминација и така натаму. Што може да се превземе? Каков е односот со институциите понатака? Постојат многу други организации исто кои што работат во ова поле. Тоа што можам да го кажам од моето искуство како многу скромен дел од тие процеси е тоа дека пред се нудиме психосоцијална поддршка, барање на соодветни механизми за бесплатна правна помош, да може да ги разберат своите права, да го разберат процесот на документирање на случаевите, бидејќи за жал еден од главните проблеми исто така не е самото тоа што полицијата не реагира кога жена доаѓа и пријавува насилство, туку и дека самиот начин на кој што се документираат тие случаи е преку тоа што самите полицаи се одлучуваат да го намалат дејството. Например, ако имаме насилство, ќе пишат јавен ред и мир или нешто така. Така да ние многу е важно да и самите жртви и жените кои што преживуваат насилство кога пријавуваат, да ги знаат своите права. Затоа е потребно да имаат поддршка, да има некој со нив кој што да го пријавува целиот овој процес и потоа да се работи на рехабилитирање, односно на што доаѓа после процесот на насилство за зајакнување, за да може повторно да бидат функционални во општеството. Но мора да разбирам исто така и дека заздравувањето е процес кој што трае цел живот, никогаш не е финален. Сите жени, па и јас која што имам преживено насилство и тоа особено кога гледаме сега како се охрабруваат други жени да зборуваат за ова прашање, мора да се разбере дека не е само процесот на давање на некаква поддршка, колку што е важно во општеството кога да видиме некаква солидарност
бидејќи многу не е јасно дека институциите не функционираат и кога не се добива правдата во некој краен чин, бар да имаме некаков привид на правда околу нас е исто значајно. Затоа ги охрабрувам сите жени да се информираат, дури да не се во таква ситуација, да само се информираат, бидејќи постојат многу ресурси. Наша работа е да подобриме начинот за како тие ресурси да бидат подостапни, но исто така и да знаат дека не се сами во овој процес. Така и апсолутно и сите оние кои што не слушаат, кои што со вакви проблеми се соочуваат, ета можат да ви се обратат вам. А кога станува збор за помладите генерации, дали тие повеќе ја прифаќаат родовата еднаквост? Дали се поприемчливи некако? Мислам дека во однос на младите се соочуваме со можеби две крајности. Истражувањата покажуваат дека во моментов е најголем јазот помеѓу момчиња и девојчиња што било кога во историјата постоел, односно дека особено заради родовите дезинформации, ради антиродовите движења, ради фигури како Ендрю Тейт и Джордан Питерсон, кои што ги таргетираат младите момчиња кои што се тоа како ранливи на дезинформации, се соочуваме со сериозна антагонизација кон девојчињата од страна на момчињата. И во таков некаков јаз, ние немаме простор за диалог, соработка, интеракција и тоа е проблем, тоа е социјален проблем кој што тек сега ќе го гледаме импактот на тоа, особено бидејќи за жал ниедна институција, особено образовните институции не ја сваќаат сериозноста колку е важно да се зборува за родова еднаквост, да се еманципираат и девојчиња и момчиња со цел да нема ни врсничко насилство, но и форми нови на дискриминација. Ама од друга страна морам да бидам фер дека јас во својата работа сум инспирирана ради младите луѓе, особено млади луѓе како Теодора Милевска која што дел од мрежата Стела и е UN амбасадор. Например, незината работа мене ме охрабрува дека знам дека утре во Македонија сепак ќе останат жени и девојки кои што ќе се борат. Се разбира и одборот за организирање на 8 март. Поддршката највеќе доаѓа од младите луѓе што ги гледаме кои што се активираат и особено на некои луѓе кои што сме малку подолго во ова, иако сум помлада, не охрабрува да знаеме дека прво не е залудна оваа борба, дека мора да продолжиме да се бориме, но исто така и дека мора сериозно да се направат одредени промени. Не може да зборуваме за млади, а да се заборави целосно системот кој што веќе треба да ги штити од родово базирано насилство, додека Министерството за образование го брише. Ги брише правилниците за заштита, ја брише родовата еднаквост од законите и дозволува антиродови актери да детерминираат реалноста наместо да прави заштита. Така да, накратко, младите се тие кои што ни даваат и сила и солидарност, меѓутоа мора да ги погледнеме податоците и која е болката и тежината со која што они се соочуваат. Да, вие во рамки на мрежата Стела исто така им помагате, им овозможувате помош на маргинализираните групи, односно жени. Какво искуство имате во тој дел? Како ви се обраќаат? Зашто ви се обраќаат поконкретно? Нашата работа во Стела, јас сум дел и од Стела и од Коалиција Маргини и на некој начин успевам и од двете страни да видам убавината на тоа колку е значено да се работи на терен. Во однос на Стела Нетворк, односно мрежата Стела, ние имаме менторска мрежа која што е мрежа создадена од жени од Македонија и од регионот и дава академска, професионална и лична поддршка на овие жени и девојки. И минатата година имавме можност да отидеме во секое средно училиште и да даваме менторска поддршка за жени и девојки и на тој начин да придонесеме до градење на заедница на солидарност, грижа и се останато, затоа што свативме дека кога нема систем кој што ќе те поддржи, мораш сам да го изградиш системот. Затоа е потребно и самоорганизирањето и креирањето на една форма на заедничарење, каде што преку тие процеси и користење на културата и уметноста за зајакнување на жените, успеавме и да пренесеме пораки за солидарност, но исто така да создадеме еден безбеден простор кој што на сите ни недостасува. Во однос на Маргини, поддршката која што се дава особено за квир лица и граѓани кои што се од различни маргинализирани групи, тука даваме психосоцијална поддршка, правна помош
и застапување, заменување на законите и менување на политиките кои што гледаме дека не се на нивото, не се на европско ниво и ние треба да ги достигнеме да бидат како што е можно подобри, особено во однос на правниот аспект како подобро да се поддржи европската иднина. Тоа сакав и да те прашам, Сара, во однос на законската рамка, колку нашите закони, еве ги спомнавме институциите и законите пред малку, но по-конкретно, колку се разликуваат всушност тие од европските земји? За жал, дури во Европа, во моментов гледаме дека не се приоритизира родовата еднаквост на ниво на кое што би требало, затоа што глобалниот замав на фашизмот, на десницата, пред се става приоритет повеќе на милитаризација, на креирање на стабилност, и токму сакам да кажам дека не имаме некој совршен пример, не е ни Европа совршен пример за тоа како треба да бидат работите, но во контекст на законите, по-конкретно те одговорам, имаме подобрување, се разбира, има голямо подобрување кое што е буквално заради заложбите на граѓанските организации кои што се занимаваат со човекови права. Меѓутоа, прашањето е колку во моментов законите се заштитени. Ова го кажувам бидејќи многу често како што кажав, се брише зборот родова еднаквост, родово базирано насилство, се бришат класификациите за форми на дискриминација во однос на родов идентитет, сексуалност и така натаму, кои што гледаме дека како што се стеснуваат и бришат тие работи, се помалку и помалку тие закони функционираат. А другата пак перспектива е дека дури кога имаме некакво подобрување, например во кривичниот законник сега сајбер демнењето, односно различните форми на дигитално насилство се вклучуваат и кога го имаме тоа вклучување, гледаме како во пракса немаме имплементација. Ова го кажувам бидејќи некогаш премногу се фокусираме на законите и тоа е во ред, тие треба да ни служат за тоа и треба да ги имаме во нашиот ракав. Меѓутоа, прашањето е дали функционираат, дали се имплементираат и дали соодветно тие се користат за заштита и превенција од родово базирано насилство. Тука има уште многу работа и затоа и ние овој 8 март одлучивме да не излеземе со конкретни барања, бидејќи секоја година ги имаме истите барања во однос на законите, во однос на политиките и во однос на тоа што треба да биде промената. Овој пат повикуваме на тоа да се разбере дека ова е реалност која што нема да дозволиме да продолжи да биде таква, нема да дозволиме да не снема. И исто така ќе се самоорганизираме за да се променат малку подиректно работите. Сара, дали жените во Македонија имаат еднакви можности за лидерски позиции? Еве зборуваме нели каква е позицијата на жената, па меѓу другото ме интересира еве во однос на лидерските позиции. За жал имаме уште многу работа како да градиме солидарност и помеѓу самите жени, но и во однос на тоа колку жените се видливи во јавниот простор, бидејќи особено медиумите гледаме како придонесуваат, и самите, да речеме, самото политичко насилство, придонесуваат да ги обесхрабри жените, да не бидат ни дел од лидерски позиции, ни од политички процеси и диалози. И исто е важно да се напомене тоа, ако имаме жени на високи позиции, не значи дека позицијата на жените во општеството е подобрана, туку напротив треба да се оди понапред од некаков систем на хиерархија, авторитет, туку систем каде што феминизмот и родовата еднаквост покажуваат дека сите сме еднакви. Еве спомнувате дека многу често се обесхрабруваат. Какви искуства до вас имаат стигнато? Токму зашто имаме започнато со мрежа Стела заради тоа што не сме гледале охрабрување околу нас. Некогаш полесно да разбереме преку тугите, да речеме, предизвици и искуства, дека всушност не сме сами. Не сме сами во препреките, не сме сами во дискриминацијата, не сме сами ни во насилството кое што никого преживува. И затоа и тоа како е важно да се градат мрежи на солидарност, да се дава поддршка, да се зборува отворено за предизвиците со кои што секоја се соочува, затоа што тој момент дека не сме сами да создава и идеја дека ниту една повеќе од нас нема да биде ни жртва, ниту пак третирана поразлично само затоа што е жена. Многу митови има за феминизмот и кружат низ јавноста, па кои се оние најголемите според вас? Најголемите, кои што најчесто се најневистините, е тоа дека феминизмот е само за доминација на жените во општеството и се останато. Кога малку историски ќе се види пред се нашата историја на Македонија,
која што е антифашистичка, каде што имаме жени кои што биле партизанки, кои што се бореле за описменување на жените, каде што албанки, турчинки, македонки заедно се едуцирале, можеме да видиме дека феминизмот и тоа како е наша традиција, и не е нешто ново, не е нешто модерно, не е нешто доведено од Западот, туку напротив е една форма која или пракса која што ни покажува дека само преку грижа и солидарност може да направиме промена во општеството. А колку е важно мажите да бидат сојузници повеќе во борбата за родова еднаквост и да бидат вклучени повеќе? Феминистичкото прашање, прашањето за родова еднаквост не е само женско прашање. Тоа и тоа како е машко прашање. За жал, на нашите маршови најчесто и се само жени. Се разбира многу голема благодарност за тоа неколку мажи кои што ќе дојдат, кои што најчесто се од квир заедницата и бидејќи тие многу исто добро разбираат како е да се живее со опресија во ова општество. Меѓутоа, треба и тоа како да се работи, затоа ги спомнав и момчињата, затоа спомнав колку е важно родовата еднаквост во образовните процеси. И воспитувањето семено исто така. Секакво дека мораме да разбереме дека оваа битка не е само на жените и девојките, напротив е заедничка и тоа има и тоа како различни начини за тоа како посоодветно мажите да се вклучат. Првата е неплатениот труд. Домашните обврски, работата во домот не е женско прашање, не е женска работа. Насилството кое што го гледаме, за жал, статистиките и тоа како покажуваат дека жените се најчесто жртви. Многу често кога ќе ги покажеме статистиките и реалноста, сите викаат да, и мажите се жртви. Да, и мажите се жртви на патриархатот, бидејќи патриархатот ти кажува дека не смееш да покажеш емоции, мораш да бидеш најсилен, не треба да дадеш подршка и солидарност, така да мажите ги повикувам да дојдат на 8 март, ги повикувам исто така и да ги прашаат своите пријатели кои што прават сексистички, мизогини шали, да ги прашаат своите пријатели кои што се насилници, зошто го прават тоа, дали им треба подршка да се спречи тој тип на насилство, бидејќи и тоа како секој има улога во тоа како да го превенираме насилството и исто би ги запрашала мажите како може подобро самите во нивната заедница и нивното функционирање да изнедат начин. Ние секогаш ги повикуваме, секогаш ги викаме, меѓутоа сега е времето каде што и тие самите треба да се вклучат без ние да ги молиме. Како пандемијата се случуваат сега војни, како тие влијаат на борбата на жената за да опстои, за незините права и така натаму? Една од поклучните работи во моментов е да се разбере дека скоро сите феминистички движења на светот се движења за демократија, се движења за еднаквост и за подобрување на позицијата на сите. Многу често, особено во конфликтните места, како во Газа, како во Конго, во Судан и така натаму, особено женското организирање е она кое што прави никаков отпор да се спречат формите на насилство кои што се најчесто доаѓаат од тоа што војната е дел од функционирањето на овој свет. Затоа, родовата еднаквост мора да се гледа како безбедносно прашање. Особено и тоа што и извештајот на Европска унија го потврдува во однос на нашата земја, е дека ние во моментов имаме сериозен проблем со дезинформации, кои што доаѓаат не само од социјалните мрежи, туку и од самите институции, и тие дезинформации придонесуваат до креирање на наратив дека жените, бранителките за човекови права и така натаму се најголемиот проблем во општеството. Кога се креира таков наратив, многу е лесно да се повика на насилство и да се нормализира тоа насилство. А сите знаеме дека креирање на таква култура придонесува понатаму до конфликтни општества, до креирање на небезбедна ситуација. Затоа накратко да го знам дека е прекомплексно и дури јас да го сумирам во еден одговор, бидејќи опфаќа не само кој е односот кон геноцидот, кон економските и еколошките катастрофи, туку многу е важно да се разбере дека феминистичкото прашање и борбата за родова еднаквост се борби за безбедност, за мир и за слобода. Кога така ќе ги разбереме, така ќе биде многу полесно да не мора да демистифицираме што значи феминизмот, кога всушност тоа е борба за мир и слобода. За крај, каква порака би испратила до нашите гледачи
во однос на 8 март, како да се подобриме како општество? И ова е комплексно прашање, не може кратко да се одговори, но генерално ете Сара според тебе. Како некако што долго време и бил инспириран од жените, и сум била инспирирана од жените пред мене, и се надам дека ќе продолжам да ги инспирирам останатите кои што ќе дојдат. Она што морам да го кажам на сите е да знаат дека не се сами во оваа борба и дека борбата за подобро утре не е само 8 март, туку е секој ден, односно одлуките кои што ние секој ден ги донесуваме за да биде подобро. Затоа сакам и да повикам на едно охрабрување дека особено според последните протести кои што ги имавме за фемициди минатата година, каде што повикавме ниту една повеќе, јас тогаш лично го изгубив мојот глас и охрабрување, ама сега со тоа што гледам како се организираме за овој 8 март, со тоа што гледам како борбата е поделена, не е само падната на неколку луѓе, би ги повикала луѓето да зборуваат поотворено за своите проблеми, подиректно да се обратат на институции, на организации почесто отколку на институции, но да знаат дека не се сами во целиот овој процес и да разберат дека борбата за женското прашање, за родова еднаквост не е нешто што треба да го прават само неколку луѓе, него дека секој има удел во истото. Во превод, слободата доаѓа од нас и начин на кој што може да се бориме против насилството само ако сме здружени и солидарни едни со други, но исто така и да разбираме дека нема да дозволиме да останеме само на символика и препорачуваме дека не само што нема да не снема, туку и ќе се бориме да опстоиме. Многу ти благодарам за овој разговор. Фала за можноста.